Институциите мора итно да ги заштитат здравствените работници кои се наизложени на ризиците од COVID-19, алармира дерматологот Ленче Нелоска. Според неа поразителен е бројот од 55 заразени медицински лица во земја која кубури со стручен кадар. Апелира докторите од одделите за интензивна нега да бидат сместени во хотели додека трае кризата, а не по смената во болница да се враќаат кај своите семејства. Прашањево е зошто тоа не се спроведува така. Значи, ние имаме сосема лимитиран број на инфектолози, на пулмолози, на луѓе кои што на прва линија, анестезиолози што можат да заменат. Јас сум дерматолог, јас не можам во интензивна нега да влезам да работам, не дај Боже, ако дојде. Нема брзи курсеви, искратени курсеви за интензивисти да станете. Значи, затоа во медицината си има субспецијалности каде што ние конкретно сме обучени во определена област. Затоа ние треба тие луѓе под стаклено звоно да ги чуваме. Според Нелоска, скандалозно и нехумано е здравствените работници во ек на пандемија да добиваат по 5 заштитни маски и 5 ракавици за цела седмица. Оти пациентите бараат грижа, а не да бидат прегледувани по 10 со ист пар ракавици. Вели колеги молат за донации и стравуваат како ќе го минат денот на работа. Заштитна опрема има, но прашува зошто таа не стигнува до оние на кои им е најпотребна. Не смее да се дозволи да постојат количини на заштитна опрема кои што се веќе набавени, ги има во магазините, не знам, на институциите, а сега кога на нас ни е потребна, ја немаме. Ми се обраќаат луѓе од колеги, повторно кажувам, доктори, медицински сестри, да се обидам да најдам донација. Така што буквално функционираме ден за ден, потпирајќи се еден на друг. Или лично ќе купи некој, ако и најде, нели, сега веќе горе-доле има и по аптеките, за цените не зборам, ама имаше еден период кога немаше ништо нити да се купи. Клучно во борбата со коронавирусот е масовното тестирање и раната детекција, алармира доктор Нелоска. Оти како што вели, еден тест за детектирање на вирусот чини до $25, а една недела во одделот за интензивна нега по пациент државата ја чини €10.000.